Добар ден. Атрактивноста на уметничките имиња кои што се вклучија во актуелната политичка кампања, како и висината на хонорарите, астрономските хонорари за кои што се шпекулираше дека ги добиваат за тој ангажман, не натера да ја отвориме темата. Кои се мотивите што треба да ги поттикнат уметниците да се вклучуваат во политичките кампањи? Идеологија или пари? Темата жесто која почнавме во средата од ова студио и денеска ја продолжуваме со нашите интересни гости. Да, за ангажирање на уметниците во политичките кампањи денеска ќе дебатираме со Вики Ристовска, долгогодишна водителка и новинарка, и со уметникот Александар Станковски. Добро дојдовте во Зебра. Добре најдовме. Ато, како единствено машко, вие имате предноста да отворите Зебра. Дали сметате дека еден уметник може да има само почит за себе, доколку се стави во функција на една политичка партија или на една политичка личност, исклучиво за пари, без при тоа да има и трунка идеал или идеологија што би го поврзала со матрицата на таа партија или на таа личност со која што заедно настапува на трибините? Така, па тешко е да се одговори на ова прашање поради сложеноста на проблемот и краткотрајноста на човековиот живот. Но во секој случај уметноста и политиката биле врзани уште од преисторија, што се вика, што е општеството поцивилизирано и поразвиено. Тие врски стануваат и појаки и посуптилни. Тие некогаш се прикриени, но уметниците се политички битија и они имаат право да одлучуваат дали ќе партиципираат во еден политички процес или не. Во некои времиња кои биле идеалистички, да речеме проавангардни или револуционерни, уметниците секако учествувале во политичкиот процес на еден идеалистички начин, дури и вложувале своји средства, време, труд и мака, за да ја помогнат на каузата. Но во вакви конформистички времиња, кога екзистенцијата стиска од сите страни, нели, и се заканува со мизерија и со ужас, тогаш уметниците понекогаш и отстапуваат од својот, да речеме, примордијален политички стейтмент и за известни средства, нели, за некоја екзистенција, да кажеме условно, влегуваат во тој процес и ја имплементираат својата личност и дело во тој процес. Чувствувате ли дека еден дел, значи се разбира не сите, бидејќи за еден друг дел од македонските уметници знаеме, сами се декларирале која политичка опција ја поддржуваат, што е исто така сосема во ред, но чувствувате ли дека еден друг дел од македонските уметници се срамат да ја откријат својата политичка позиција, можеби? Па да, секако дека се срамат. Затоа се срамат затоа што веќе општеството е толку политизирано од една страна, толку се поларизирани двата политички блока, е условно да ги наречам, што на некој начин управуваат со оваа земја или управувале во последниот 20 години откако имаме парламентарен систем, за да не бидат етикетирани. Значи, баш кај медиумите се толку развиени што тоа етикетирање денеска иде 1000 пати побрзо отколку пред 20 години. Така да тие едноставно не сакаат да бидат малтретирани од медиумите или од одредени групации луѓе. Уметниците се сензитивни и спиритуални суштества повеќето од нив и многу силно ги чувствуваат тие негативни вибрации кои идат кон нив. Јас сум отворен кон, да речеме, аспектите на парапсихологијата и верувам дека постои, да речеме, инфлуенца од некакви вуду средства. Во овој случај, кога, да речеме, ќе се собере еден егрегор, една групација поврзана во некој круг од одредена група мразачи или хейтери, тогаш и тие испраќаат, нели, синхроно одредени негативни вибрации, тоа нема шанса да не се одрази врз субјектот или врз објектот, зависи како го перцепирате сето тоа. Значи, како една лоша карма или лоша судбина или некоја несреќа, така. Затоа уметниците избегнуваат да бидат етикетирани, значи жигосани од страна на, нели, другиот пол, условно речено политички, не сексуален и така, значи избегнуваат да бидат ставени во таква позиција, да бидат објект на некаква омраза. А морам да признавам дека фрустрацијата во политичкото милје е огромна, поготово кај опозицијата, затоа што веќе подолго време не се на власт и тоа е веќе еден психолошки проблем и тие вибрации
веќе не бираат средства, тоест нивната апликација или нивниот израз веќе не бира средства како да го означи уметникот, нели, се иде многу доле, иако таму има доста луѓе кои се образовани, меѓутоа има огромна употреба на јазикот на омраза, потоа не се бираат зборови, нели, најпогрдни зборови се употребуваат да се означат уметниците ако не им се по кеф, нели, ако не се од нивната кауза. И затоа уметниците често пати со право избегнуваат на јавна сцена да се изразат какви се нивните политички преференции. Вики, да се вратиме на екзистенцијата. Дали македонската естрада живее доволно комотно од музика за да може да си дозволи да го стави на пауза своите, да ја стави кариерата на стапите и да се вклучи во некаков политички активизам мотивирани од политички идеи? И сега ова е, мислам, најсуштинското прашање, бидејќи во моментов, последниве добри 2 години, ако не и повеќе, македонската музика е во сериозна криза. Ние немаме квалитетна музика, музичарите се во некое депресивно издание, кое што го прикажуваат веќе подолго време. Ете и она што се случува во последно време е само еден прилог на оваа проблематика, кој што упатува на еден момент дека ние треба на вистина сериозно да го сватиме моментот дека без музика нема идентитет на една земја. Токму и затоа можеби тргна полемиките околу тоа кој се пее, кој се не пее, иако не знам дали се сеќаваат публиката, но јас бидејќи следам македонска музика, знам дека секогаш биле музичарите активни во изборните кампањи. Голем дел од имињата кои што сега ги гледаме во изборната кампања на ВМРО биле активно вклучени во кампањите на СДСМ претходно. Ако некој заборавил, јас добро се сеќавам дека истите музичари биле. Сега, за мене, во моментов, тоа им е начин да го наплатат тоа. Дали ќе го наплатат со скапи хонорари, дали ќе бидат тоа позиции, времето ќе покаже, но во секој случај мислам дека интересот е, иако има отскокнување, како например Тавитјан кој што се појави во рекламниот спот на кампањата за ВМРО и тој сам си го кажува својот став јавно и гласно, што е исправно. Ако тргнеме од тоа да направиме една паралела дека имаше избори во Америка и видовме дека многу од музичките имиња го поддржува не само музичари, туку и актери го поддржува Обама и тоа јавно го става на тац на сите да го видат и сите да го знаат. Кај нас мислам дека имаме еден мал проблем со прифаќање на тоа, ако некој каже, одма станува лош. Значи, секој има право на свој став, ако смета дека тоа е издржано и дека има некоја цел, зошто го има тој став. Јас тука немам никаков проблем. Познаваш ли некој музичар што одбил да настапи за пари, држејќи до, не знам, до принципите на неутралност? Некој во тој контекст го спомнуваат Тоше овие денови, дали познаваш ти некој така? Па и знам дека и Тоше беше ангажиран во кампања, сега прецизно не се сеќавам точно која година, знам дека имаше и информации, дури и ВМРО се држала до информациите дека тој бил за нивниот конкурент активен. Има музичари кои што не сакале активно да бидат вклучени. И тоа што сме го коментирале меѓу нас е дека ќе побараш хонорар кој што знаеш ќе ти го одбијат да бидеш на некој начин културен во поглед на понудата која што... Кој е таков, например? Па во последниот период не би можела да издвојам. Но претходно имало случаи кога... Може би сепак кризата влијае да попуштат и пред принципите на... Сигурно, сигурно. Само што еве кога веќе се ангажираат, зошто никој од нив не е доволно храбар да го посочи проблемот и да каже да, дека Македонија има сериозен проблем. Ние имаме проблем со избор на еден евровизиски представник и стално тоа го политизираме, полемизираме и никогаш не сваќаме дека не е тоа суштината на проблематиката со македонската музика, туку дека веќе е сиромашна македонската музика, а не дека ние немаме квалитетни луѓе. Затоа што ако излезат можеби веројатно да го кажат тоа отворено, тогаш тоа нема да одговара на партијата која што ги ангажирала. Сега они да зборуваат за некој сосема поинаков проблем. А при тоа да се оградат од своите политички нели некакви идеологии или некаква премолчана, така да кажеме, тогаш според мене се лицемерни и пресметливи, бидејќи во моментот тоа што го добиваат како хонорар ќе им трае кратко време. Во еден момент ќе се најдат до позиција кога веќе нема да бидат комотни ни со своите настапи,
ни со она што треба да им се случува ако се македонски музичари или воопшто ако се уметници, тогаш тие треба да живеат од тоа. Ако сваќаат дека имаат некој проблем кој што треба да се реши, тогаш треба да седнат и сериозно да кажат ова е проблем, дај да најдеме некои решенија, јавно да дискутираме, да дебатираме, мислам. Што е поштетно за репутацијата на еден уметник? Да излезе јавно да ги каже своите идеолошки убедувања или едноставно да се прогласи за незаинтересиран и само да си стави цена? Јас сметам дека искреноста е секогаш нешто што е добро и сите ние треба да го практикуваме, бидејќи сметам дека тоа е единственото нешто што може да покаже какви сте и што сакате и како луѓето да ве перципираат. Бидејќи кога и противниците ќе ве научат дека вие кога го кажувате сопствениот став, немате некои задни намери, туку кажувате дека нешто ви пречи или дека нешто сакате да измените, тогаш и нивниот однос кон вас ќе биде сосема различен. Ако сметаат дека вие криете нешто, практично и нив зад грб им зборувате, сваќаат дека вие не сте ни достојни да ве партиципираат како вистинска личност. Затоа сметам дека треба да бидете искрени и да го кажете сето она што ве мачи. Дали тоа значи дека не се согласуваш или не го одобруваш преминувањето од еден табор во друг на некои уметници како што се случи Митевски, Петревски и така натаму? Дали, не знам, ако ти отворено го издекларираа својот политички став, не ќе беа можни тие трансфери? Па еве можни се, што значи дека луѓето ги прифатиле без разлика на нивниот претходен став. Значи тие сватиле дека имало нешто што кај нив ги натерало да преминат, дали сега тоа се интереси, дали е промена на мислење. Во секој случај политиката, претпоставувам дека инволвирањето во политиката и јавното представување секогаш има начин кој што ете ќе го покаже и противникот. Ако сметате дека мислам дека тоа нема да им наштети. Еве во таа насока ќе го споменам Златко Оригјански кој што овие денови е актуелен особено и морам да го пофалам бидејќи е буквално различен од другите. Јас не се согласувам дека музичарите треба да бидат учесници во контрапротести бидејќи тоа за мене не е во ред. Затоа неговиот став особено го поддржувам бидејќи тој кажува дека ние имаме проблем и дека ние треба да го најдеме тој проблем, да го извадиме на површина за сите да го видат. Во тој случај и опозицијата и позицијата ќе видат дека имаме проблем и дека да, за да ги добијат нивните гласови, нивните ставови, треба да ги третираат како личности, како вистински уметници. Вака имаме чувство дека тие треба да им донесат луѓе, но се само забавувачи. Господине Станковски, не е ли премногу да очекуваме од уметниците да се откажат од хонорари за кои што екзистенцијално се врзани во една економска состојба во која што живееме, во име на некаква идеја, и особено во услови кога владе еден вид идеолошки криза на идеолошки идентитет во Македонија, кога една десничарска партија спроведува леви политики и обратно, не е ли тоа дури до степен на лицемерие да очекуваме таква саможртва од уметниците? Па не знам, тоа е индивидуално прашање, не би влегол во просудување на некои индивидуални состојби на одредени луѓе, затоа што е тоа многу комплексно. Например, некои луѓе имаат ургентен проблем кој е во врска, да речеме, со средства, така, со прибирање на средства, можда имаат здравствени проблеми, можда некои екзистенционални проблеми. Во тој случај приоритетот на хуманоста визави помошта на ближниот може да воспостави, да речеме, одредено одстапување од еден политички идеал. Што се однесува до идеологиите, тие не само кај нас, секаде во светот, после пагањето на железната завеса се во огромна криза. И во западниот свет, нели, имаме состојби каде што веќе нема чисти идеологии, сите тие се на некој начин веќе во некоја еклектична фаза, имплицираат едни во други. Да речеме, хуманизмот, веќе сите партии, нели, го имаат прифатено, социјалната држава, желбата да се помогне така на сите сиромашни слоеви, и десницата и левицата работат за тоа. Но имаме појава, да речеме, на возобновување на нацизмот и на фашизмот, во Грција, дури на Запад. Тоа секогаш доаѓа со кризата, со економската криза. Значи, целата западна цивилизација е во страот на економска криза. Сега, кога викам западна, ја издвојувам Јужна Америка, иако и тоа е дел од западната цивилизација, пред се Бразил, Аргентина, кои се сеја во една
во еден моќен настап економски. Но од друга страна, оно што го знаеме као типичен западен свет, а тоа е Европа, Европската Унија, Америка, Канада, без Австралија, која нема криза. Среќа затоа што е позиционирана во тој регион, Пацификот, на кој му иде добро, башка нема многу популација, огромни ресурси, технолошки се на многу високо ниво. Значи, во сите овие земји каде што имаме реални економски кризи и социјални кризи, доаѓа и до идеолошки кризи и луѓето веќе почнуваат да се бестиализираат. Значи, веќе анималното влегува во нив, а знаеме дека сите тие прототалитаристички движења се врзани со една ксенофобија, со стравови, со анимални страсти, со агресија. И тоа е она што плаши. Иначе, овие ситуации, дали ќе пеете за СДСМ или за ВМРО, тоа може да биде еден пазар кој ќе се истера, а потоа они се враќаат, нели, на теренот, на оној независен терен, каде што они се остваруваат како естрадни уметници. Но не сметате дека појавувањето на еден уметник на сцена со лидерот на ВМРО или на СДСМ или на кој да е на ДУИ, исто така и тие имаат, нели, од албанските уметници и така натаму, дека во очите на јавноста тоа значи да вие се согласувате со проектите, например, на оваа влада или со најавите за активностите на сегашната опозиција и така натаму. Значи, дали нивното појавување на истата сцена, која што е делат со политичарите, исто така во очите на јавноста не создава еден афирмативен однос кон политиката на таа партија? Да, ова е точно што го констатирате. И дали они можат воопшто да го игнорираат фактот дека кога застанувате на сцена со тие луѓе, вие автоматски давате поддршка на нивната политика? Добро, дали може да се оградите од тоа? Вака, значи, ова е исто така прилично комплексно прашање, има амбивалентен однос. Значи, прво е тој човечки фактор. Значи, не можеме да генерализираме во смисол со кој си таков си. Или како што србите викаат с ким си такав си. Тоа е веќе една тешка генерализација која може би има трошка мудрост во себе си, но не ја илустрира целата личност. Затоа што вие можете да имате пријатели, да речеме, пријатели од училиштето, така од основно училиште, кој влегол во политиката и станал некој висок функционер. Зашто вие, ако дури и да не се согласувате со неговите идеи, да го прекинете тоа пријателство? Зашто да судите, така? И од друга страна, ако се појавите со некого во друштво, тоа не значи дека вие сте шраф во неговиот механизам политички. Тоа може да значи едно пријателство, може едноставно да значи нешто што е вон целата таа ситуација, може да биде и професионално врзано. Значи, партиите се имотни, имаат средства, ти имаат своји спонзори и сега некој, да речеме, маркантен така пејач или друг тип на уметник би требало на некој начин да партиципира во сето тоа поради некои лукративни цели. Од друга страна, не знаеме каква е неговата состојба, така, значи, цело време се вртиме во круг. Но она што е најбитно е да не се прават генерализации визави некоја личност. Ако се појавите со лидерот на позицијата или опозицијата, тоа може исто така да значи едно сосема бенигно пријателство. Така, нема тоа да значи дека сте поддржувач на тие политики. Но кога ќе застанете на трибина на политичка кампања, не е тоа само бенигно пријателство. Тоа е окей, сега некои уметници, значи да се вратиме на првичниот стейтмент, се оградуваат од сето тоа, не сакаат да бидат видени во таква позиција. Од една страна, може би поради нивните убедувања, може би сакаат да бидат независни или веруваат во друга политичка опција, а она што е најтипично, мисламе, да не бидат жигосани и да изгубат дел од публиката, пошто кај нас се отприлика поделени. Може би не 50-50, али да речеме 30% наспрема 50%, да речеме. Но да изгубите 30% од публиката затоа што ќе ве видат со нивниот омразен лидер, а кај нас навистина политиката не е само игра, туку се влегува со една голема емоционалност и се генерираат страотни страсти, така, до маниакални страсти, тогаш луѓето со право на некој начин се оградуваат, разбегуваат или мора да прегризат така дел од болниот нерв, така, па да влезат во тој пекол, така, и да си навлечат одреден одиум поради тоа што имаат потреба. Што е со обратната позиција? Дали можат нивното присуство во политичка кампања да мотивира некого
од нивните фанови да гласа за одредена политичка партија? Дали фан на Калиопи би гласал за ДПМН само заради... Може, да. И тоа кај оние гласачи кои се не толку фанатизирани, не толку определени за политичката партија. Значи, тука се работи за оние кои на некој начин се, нели, тие независни, да ги наречеме гласачи. Јас извинете, прекинам, но сметам дека тоа не е моќно, бидејќи во моментов тоа што ги нема со македонска музика, тоа е факт дека уметниците ја загубиле алката со својата публика, а нивното појавување во политички цели пак ги деградира кај публиката. И затоа мислам дека не се во состојба да донесат гласачи, како што тоа, например, може да донесе една Бионсе кај Обама. Па добро, сега, што значи тоа македонската музика е во криза? Тоа сигурно не е ради политиката, тоа имате ups and downs во уметноста, во европската уметност е ан женерал, нели, во историјата на уметноста во последниве години имало периоди на огромен напредок, на ерупција од стилови, од големи уметнички дела и цели периоди по пола век или цел век кога све водело во некој блазиран маниризам, во некакво артизанство, да речеме, како што е тоа Версај или така. Версај се смета за еден пад во уметноста на Европа, иако собира илјадници, ако не и милиони туристи. Не е пат во заработката денеска. Не, никако. Тоа е исто така дизајнирано да биде комерцијално, уште на времето, да биде, нели, ласкаво, да биде сјајно. Меѓутоа, ќе кажам еден податок. Инфраструктурата на Версај, иако е сјаен во позлата целиот, немало, да речеме, канализација и водовод. Така да нивните, нели, ноќни продукти на метаболизмот биле со нокшири фрлани баш од прозори, така да Версај бил многу гнесен, вака кој ќе го видите во тоа време, сега не е така веќе. Вие неодамна во едно интервју за Нова Македонија изјавивте дека Скопје 2014 го поддржувате затоа што од идеја, од идеологија, затоа што искрено верувате во проектот, а не поради пари. Дали тоа ќе влијае на валоризацијата на вашите уметнички дела, дали ќе се намали бројот на публика и љубители на вашата уметност? Како тоа ќе ја загрози вашата репутација? Па гледајте, јас тоа го направи во еден момент, дури и на некој начин исплашен од неовандализмот и неоталибанизмот кој може да се пројави, нели, од страна хејтерите кои ги има во групации, не се големи, но се жестоки и маниакални, мислам. На своја кожа го чувствувам веќе со години тие вибрации, да речеме, тие немушти, но полни со омраза вибрации. И верувам, кога би дошло до одредено безвластие, тие би нагрнале со целиот свој вандалистички гнев на тие споменици. А јас сакам да им објаснам дека всушност све што е направено треба на некој начин да се презервира, без оглед дали тоа соодветствува на нивните стилски, да речеме, преференции или не. Треба да се биде трпелив. Значи, ние сме имале една историја на самостојна држава во која се изразиле многу уметници и архитекти. И сите тие слоеви се вредни за почит. Дали тие биле правени во едноумието или после тоа, но сме имали и периоди на вакуум, кога ништо не се правело. Сега нивната теза е подобро ништо отколку некаков ужас. Но ја не гледам дека е тоа ужас. Еве, пред некое време дадов една компарација, кога, да речеме, ја споредив со стојбата кога беше старата автобуска станица и оние грмушки кои служеа као градски тоалети, и сега кога имате еден пристоен велеградски аутфит, така, со еден театар по кој копнееше цела една генерација која го изгуби во земјотресот, која се сеќавала на него. Можам да признаам дека и другите згради воопшто не се грди, мислам, едноставно тие се направени во еден ретро стил, но во контекст на постмодерната, anything goes, се проаѓа. Може да си играте со стари правци, 1000 години дури или 500 години. Посебно што ние во македонската култура имаме огромен вакуум на тој план. Ке влијаат ли овие изјави на поддршка на Скопје 2014 на вашата репутација како уметник, како Азо Станковски? Па јас да ви кажам, изгубив огромен дел од мојата репутација од страна тие хейтери, кои никогаш искрено не биле, да речеме, на некој начин отворени кон мојата уметност, но сега тоа дојде до една, како да ви кажам, до една циркуска гротеска, така, каде што ме плукаат по мрежите и така. А ја па немам компјутер, нити Фейсбук, нити ме интересира нивниот став.
Но не би сакал да се мачат со мене, мислам, нека си најдат некој нилски коњ од зоолошката градина и нека го тетовираат, да речеме, виртуелно се како да го мачат човекот, под наводници. Добро, Вики, пред малку ја спомна Бионсе, тука некаде во тој ранг, значи која што настапуваше за Обама, тука некаде беше и Опра која што истражувањето нели на луѓето кои што се занимаваат со броење на гласовите беше дека донела 1 милион гласови заради својата влијателност за Обама. Не знам, еден Џорџ Клуни кој што собрал 15 милиони долари и така натаму. Постои ли таква некаква моќ во нашите уметници да извртат работата и наместо да добиваат хонорари од партиите за нивните ангажмани во политичките кампањи, тие да бидат генератори на донации од јавноста кои што имаат за цел да поддржат една политичка идеја или една општествена активност и така натаму? Може ли тоа да се случи? Морам да кажам дека ние не можеме да ги потцениме нашите уметници бидејќи имаме врни имиња и како музичари и како актери, но во моментов имам чувство дека народот е многу незадоволен од економската криза која што и на него влијае, на неговиот буџет, на се што му се случува на неговото семејство. Исто така во моментов тие не се во состојба да го прифатат она што е понудено, на пример, колку од македонскиот народ оди во театар. Тоа е еден релевантен показател дека има криза во поглед на третирање на културата. И токму затоа тие не сум сигурна дека имаат моќ да носат своји гласачи. А кога би имале, еве како што се Опра, Бионсе, Мадона, сите тие музичари, актери, водители, да, сигурно би носеле гласачко тело, бидејќи тоа се луѓе кои што застануваат пред публиката, публиката ги сака, ги цени, ги следи нивните мислења. Овде конкретно нашите музичари, уметници, до сега ретко кој од нив кажувал зошто сака да биде дел од политичките интереси на одредена партија, да. Зошто никој од нив не се охрабри да каже не само заради интересите. Јас сакам затоа што се согласувам заради ова. Затоа викам искреноста на самите уметници ќе предизвика некоја реакција и можеби некои нема да го сакаат тоа, но ќе има луѓе кои што ќе го сакаат тоа. Затоа нема никаква реакција бидејќи ни тие самите не се искрени во тоа што го нудат. Тие се, но не сакаат да комуницираат и да кажат која е причината, која е нивната цел, зошто учествуваат, дали се тоа парите или имаат некоја друга цел. Или е комбинација, или е став. Ако бидат многу поискрени, како што тоа го правеа американците, тогаш сигурна сум дека ќе има и друг фидбек над публиката. Вака само ги гледаме како се на сцена, како се смешкаат и се дел од оваа изборна кампања, но ние не знаеме што всушност мислат. Освен честни исклучоците, реков, тие што си го кажале својот став, некој нема да им се допаѓа, но ќе има публика која што ќе каже да, јас ќе гласам заради тоа што го слушнав неговиот глас. Барем неговата публика ќе знае каде треба да се насочи, бидејќи сигурно тој што го кажал тоа имал своја визија, имал некоја идеја зошто практично се препознал во политиката и во програмата на партијата која што ја брани. Добро. Вики Ацов, ви благодарам за гостувањето во Зебра. Ни беше чест и задоволство да дебатираме со вас денеска. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што бевте уште едно издание на Зебра со нашата тема, со нашите гости. Се гледаме за една недела и ве поканувам се она што сте го пропуштили или она што сакате да го погледнете повеќе од еднаш, да го погледнете на нашата веб страна zebraonline.mk и слободно да дебатирате користејќи го хаштагот ZebraMK. Благодарам и се гледаме за една недела. Пријатно.